Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро ти вечер, Македонија. Добро вечер, почитувана публика, за многу години овој голем празник, празник на македонската револуционарна борба. Како што секојаш спомнувам и денеска ќе спомнам, тука сум да го пренесам вашиот став, вашиот глас, вашето мислење. Не е дека е страв, да речем тоа е мој став. Донекаде и да, сакаме да бидеме дел на европското семејство, таму има одредници, слобода у медиуми, правна држава, правен поредок, без корупција, нулта толеранција на корупција. Што имаме од се тоа? Нула. Но, ќе кажам дека ставот на народот е денешната емисија, посветена за македонските вредности, кои пред 130 години на денешен ден, млади интелектуалци од богати семејства решија да му стават крај на насилството кон Македонија, да ги постават темелите и фундаментите за македонската вистина, македонската држава и македонската иднина. Тие млади фундаменти што имиња деца македонски, кои се школуваат нисекаде во светот, каде што учеа, спознава вредности и ги донесоа во татковината, рекоа дека ќе се позанимуваат повеќе со останатите и да бидат тркулец на тоа што денеска представува плод македонизмот. Но пак ќе речем вашиот став, вашата разочараност и денешната катастрофална, скандалозна ситуација, кој немаше врвот на државата да се поклони на овие дејци, почнувајќи од премиерот и председателот. Се поклонува на разни места, но денеска требаше. Ајде да речете, имаше еден политичар кој за време на инаугурацијата на председателот Пендаровски, ја почитувам функцијата председател, затоа го спомнам, а за другото, простете, народот вели, не го спомнувај. Го поздравил, позајќи се на тетрацикл, како беше. Но тоа е тоа. Јас нема да должам, бидејќи не заслужуваат некои многу минути да ми се посвети, ние сме толку ограничени со време, но меѓутоа има што да слушнете. По поводот на сето ова што денеска не се случува, ова светост, јас го покани мојот драг пријател Бранислав Светозаровиќ Покорни, професор доктор, или еден голем македонец кој ја напиша една прекрасна историска читанка, затоа понатаму ќе посакам добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и честит празник на сите македонци. Амин, за многу години. Ќе ми дозволите само една минута. Почитувани, многу ја сакав да дојде во мојата рака. Еве, се случи денеска. Ништо не е случајно. Се е по Божја волја. Денеска ја добив ова прекрасна книга и верувам дека треба кај секого да биде во раце. И кај тие што не веруваат дека Македонија е вистина и факт, и кај тие што денеска ја сакат и уште повеќе ќе сакат. Професоре, ова книга ја велам дека е вистинска историска читанка кој ќе биде еден патоказ и светилник за сите македонци. Благодарам на вашето мислење и на убавите зборови за книгата. Да, тоа е една книга која навистина ја прегрна македонците во целиот свет, но книга која содржи над 1000 сведоштва собрани од 32 држави во светот, кои непобитно го покажуваат континуитетот на името македонци на овие простори. Така што навистина ми е големо задоволство кога вака го споделуваме овие сознанија со сите кои се заинтересирани за овој факт.
За денешниот наслов, за денешниот настан, инкорпорирано во истата книга, а ќе ми дозволите, почитувани гледачи, на вистина, самиот почеток на книгата е сегмент, е дел од Ѓорџо Нориџани, од 1933 година, професорот ќе даде малце друг осврт, и само кратка, еден параграф. Сите завојувачи на Македонија, хелените, римјаните, варварите, со нивните големи преселби, турците, се обиделе да ја избришат македонската историска свест, наметнувајќи и на земјата административни имиња, и тоа вештачки. Но залудно, кој е роден во Македонија знае и се изјаснува дека е македонец. Професоре, што ќе да дадете нова и за Ѓорџо? Ѓорџо Нориџани е ваш колега, светско име во новинарството и човек кој во 1929 година доаѓа во Софија да биде дописник за Бугарија. Меѓутоа во Софија се запознава многу брзо со македонците и македонската емиграција и тој обседнат од македонците и нивната борба посветува многу дела во својот живот, до крајот на својот живот посветува дела за македонците, а ова што вие го прочитавте е цитат од еден негов колега кој го пренел во својата книга и целосно се согласува со тоа, но многу е битен овде датумот. Ова е напишано точно објавено пред 90 години. Точно 1933 година. 33 година. Значи, италијан кој немал никаква врска, допирна точка со некакви политики, со некакви стратегии и така натаму, само се водел кон вистината. Тој се гледа неговата влюбеност во македонскиот народ, неговата борба за слобода. Професоре, темата што ја префериравме заедно, пред себе, тоа е ваша, 150 годишната шовинистичка политика кон Македонија, е као работен наслов, да речеме, но не можеме да ги изоставиме ве. Сегашната тема врзана за тие умни, млади, македонски срца, кои пред 130 години дадоа се од себе да се интегрират и да работат за македонската вистина и кауза. Да, тоа е многу интересна генерација, спој на предходни големи настани, односно движења, револуционерни групи, интелектуалци кои веќе во своите животи ја вкусиле горчината на неправдата и негирањето на македонците и сите биле свесни до еден дека веќе балканските држави се договара за поделба на нивната татковина. И токму затоа ја формираат, ја дефинираат оваа организација која треба да се спротивстави, значи прво да ги обедини сите кои живеат на територијата на Македонија, без оглед дали се македонци или не, сите ги повикуваат да се борат за слобода на Македонија, значи сплотени велат во едно, без разлика и на народ и на народност и на религија, и да се борат за слобода на таа татковина Македонија, а веќе во вториот член зборуваат за тоа дека ќе се борат против шовинистичките политики на сите балкански држави. И со тоа фактички веќе во првите два члена, првиот член вели, открива дека се работи за една витешка понуда, каде што нема омраза, туку се нуди на сите слобода, а втората дава до знаење, значи толку им било важно тоа, ако во првиот член се открива дека ќе се борат за ослободување од Османлиската империја, во вториот член веќе го нагласуваат, и тоа е многу значајно, дека ќе се борат против шовинистичките политики на соседните држави. Со тоа му даваат многу, на највисоко ниво ја ставаат сувереноста на државата. А кога се создава држава, тогаш во државата се создава и нација, затоа што народи има и ден денес околу 2000, но само има 200 нации, оние кои имаат држава, нацијата е поврзана со државата.
Така. Сакам да по старт дадаме на оценка дека денешниот празник не представува партиски моментум или партиска прослава. Денеска е празник на сите македонци. Значи македонска револуционерна борба. Видовме дека колку да речем народна забелешка повторно, колку е суопарно, колку е нечувствително кон почита и на денешниот ден од различни провиниенци. Ве молам, како интелектуалец ве прашам, како ќе даш? Видете, значи многу јасно е се поставени темелите на оваа организација и во тие темели се содржи меѓу останатото дека ова е организација на народот. Така. Значи, ако е на народот, тогаш е на сите. И тука не може да се прави било какви поделби и прославата да ја делиме дека е за некого, а за некого не. Таа ниту е партиска, ниту е по некаква друга, да речем, по некој друг критериум, освен дека, и како што вели Ангел Динев во едно свое излагање некаде 1938 година, кога сакале да врховистите денот на македонците да биде дуовден, тој се спротивставува, вели, а тие врховистите велат ова е патронен празник само на Илинденската организација. И Ангел Динев вели, а што кога ќе заминат во вечноста илинденците, ќе замине и празникот Илинден со нив? Не. Овој празник не е само на илинденците. Овој празник е на целокупниот македонски народ. Се македонски народ. Да, и таков е и овој празник. Сега што го имаме. Професор, вие сте автор на историска читанка и историја. Имате многу книги. Ваквите однесувања на политиканти, народна забелешка пак ќе кажам, каде заслужуваат место во историските читанки? На насловните страници или на депонијата на историјата? Народот секогаш во својата меморија колективна точно знае каде ги сместува оние кои се бореле за него искрено и оние кои тоа го правеле од лични причини. И тоа се содржи и во самите песни, и тој гений македонски всушност е многу интересен затоа што не постои земја, татковина и народ кои се поопеани од неговиот народ, а тоа е направено токму заради заштита на колективната меморија. Така што и понатака народот точно ќе знае каде да ги смести едните другите. Нека не биде водилка во секој случај работната тема, нека не биде водилка денешниот празник, тие млади, прекрасни македонци кои решија да ги поставја фундаментите за македонската вистина и кауза. Еве во континуитет, дали тоа е дисконтинуитет или фактичкиот денешен ден е основата за денешната Македонија и идната Македонија ако бидеме конечно интегрирани? Континуитетот, тоа е едно од клучните прашања, ми се чини, кога зборуваме за македонската борба. Континуитетот од македонската борба започнува уште за време на источната криза и од првите две востанија, значи Разловечкото и Кресненското востание, и да речеме веќе следната генерација продолжува на македонци, ја формира организацијата, организацијата за 10 години го организира Илинденското востание, а илинденците, оние борци кои биле околу 20.000 некои проценки има, а 50.000 биле инволвирани како членови кои помагали така натаму, што не е за запоставување, затоа што и многу курири на организацијата и многу помагачи ги изгубиле своите животи за тоа. Од овие
Битолскиот револуционерен округ, особено значи во Битолскиот вилајат каде што се воделе најголемите борби, се покажа дека огромен дел од овие илинденци кои преживеале се вратиле во запалени села и запалени домови и уништени семејства. И исто така еден огромен процент од нив заминува за Соединетите Американски држави и за 10 до 15 години пак поголем дел од тие што заминале се враќаат, повторно ги возобновуваат домовите, селата, семејствата, а всушност нивните деца се партизаните. И не случајно партизаните во континуитетот Го продолжуваат. и во Асном е втемелена на што се базира ова современа македонска држава. Дека ова се тие наши татковци, дедовци, илинденците, кои ни го дадоа правецот за борба за слобода на македонскиот народ и создавање на македонска држава. И не случајно, затоа и многу одреди партизански ги носат имињата на војводите, затоа не случајно исто имаме и големи партизани, деновиве се славеше, месечни 100 години од Чеде Филиповски Даме, тоа е по Даме Груев, имаме Кузман Јосифовски Питу, не знам. Значи, сите тие се и прекарите нивни се по војводите. Но имаме и семејства каде што таткото или дедото бил илинденец, а синот или внукот биле партизани. И на крајот, Асном е вториот илинден, не случајно, тој се организирал на 2 август повторно, се остварува и оној завет, да речем, една како да кажам, една визија на Димо Хаџидимов, кој вели дека наскоро ќе дојде вториот илинден, и тоа партизаните го реализирале, а во првите редови на во Асном ги ставаат некои од преживеаните илинденци и војводи, за да му кажат на целиот свет дека еве го нашиот континуитет. А Илинден не е ништо друго, туку борба за автономна, а подосна и самостојна македонска држава, и тоа е она што ги прави уникатни, посебни во тој континуитет, а нам ни преостанува само да го следиме тој континуитет. Не имаме и темели, имаме и направено и градба, но треба многу поодговорно да се однесуваме кон куќата која ја добивме во наследство од илинденците и од партизаните. Тие борски треба да се испочитуваат и да продолжат, но не сакам да поставам ситуација на политичка артикулација, сепак сте вие научен работник, научник, но меѓутоа како интелектуалец, еве општо да размениме. Дали вреде се тоа богатство, тој трезор, кој нема вредности, тоа е бесценен трезор, да се трампа, простите, не сакам со таков сленг да се служам, меѓутоа да се продава, распродава. И тука е дефинитивно една анализа, страв или страм да се појавиш на овој ден, на овој свечен историски настан, ден, и да му речеш благодара на тој корпус млади интелектуалци кои оставија завет да се продолжи континуитетот за македонизмот и за Македонија, од причина што веќе дадоа вето кон некого кој ден денеска и натаму ни врши притисок, крадејќи нашата историја. За жал, ние сме сведоци последниве години дека се избегнуваат свесно, несвесно, намерно и ненамерно, се повеќе намерно отколку ненамерно, одбележувањата на македонските најзначајни настани од историјата, личности од историјата, само затоа што, само да се допаднеме на некои соседни држави кои ни наметна договори во кои македонците воопшто и ги нема таму. Тоа се договори кои ги заштитуваат интересите само на соседните држави. И можете да замислите што значи тоа да некој потпише дека нема македонци во Грција, дека нема македонци во Бугарија и така натаму. Тоа е огромна одговорност пред историјата, но и пред сегашност. Може да речеме и предамство. Апсолутно, ако некој се откажува, значи,
а нема право. Затоа што видите, договор во кој стои дека некој решил да каже дека, нели, потпишува дека нема некаде делови од неговиот народ, па тоа, да простите, еден вид злосторство против човештвото. Значи, тоа се коси со човековите права и правата на народите. И сега, без разлика што е тоа договор, договорот мора да еден ден да оди пред судот не само на историјата, туку и на честа и на она што значи заштита на основните човекови права во светот. Национални права, малцински права. Значи, тоа никаде го нема ваква пракса. Значи, не постои вакво нешто. Поготово не постои во Европската Унија. Во Европската Унија малцинствата се оној елемент кој ги спојува државите. Во Европската Унија малцинствата се тие кои претходно биле причина за војни, а сега, бидејќи меѓу себе сите се признаваат, нема граници и безбедноста се подига на многу повисоко ниво. Значи, безбедноста за еднината на Европа е обезбедена од тој аспект. Затоа што опасноста од тие неправди кон малцинствата доведувало до судири и војни. Но, за жал, Европската Унија денес има во својот состав две членки кои не признаваат права, на малцински права на македонците. И тоа е нешто што се коси со основните постулати на кои се почива Европската Унија. И докаде ќе оди ова, и тој молк од Европската Унија, која само ги штити интересите на своите членки, а не ги штити постулатите своји на кои е поставен. Од позитивна причина, што гостин ми беше, кај што седите вие, парнишниот градоначалник на град Скопје, господин Трифон Костовски, кој храбро, искрено кажа, каде се видел во светот една европска држава да нуди и продава со еден збор европски пасоши, а Европска Унија да молчи. Така, и тоа е една од заблудите, и тоа е една од пречките кои сериозно во иднина ќе се наметнат, затоа што, знаете како, во историјата вели, ова ќе биде преседан и нема да се повтори. Меѓутоа, речи си да нема преседан кој потоа не станал правило. И го нарушува целата конструкција на една ваква унија. Тука нема, кога давате на еден право, автоматски го бара тоа право и... Дали Шуман и Моне има таква концепција да ја дефинираат? Сосема, значи, тоа е многу далеку од ова што сега во пракса се случува, затоа што Шуман и другите кои ја создадоа фактички постулатите на Европската заедница, потоа Европска Унија и така натаму, да не должиме околу тоа, беше лекцијата од Втората светска војна. Значи, тие умови размислувале како сите во Европа, европските народи, кои меѓу себе војували илјадници пати во минатото, како да се најде модул со кој ќе се заштитат од понатамошни меѓусебни судири, да има безбедност, а безбедноста е основа на просперитетот. И токму затоа, тие се она што во минатото го гледале како опасност, го елиминирале. Но сега, еве го, повторно се раѓа. Но знаете како е тоа? Јас сум историчар. Европа исто молчеше пред Втората светска војна, пред Холокаустот. Значи, молчеше 10 години. Се додека веќе не дојде ножот под грло. Дали и денеска Европа ќе молчи пред ова што се случува сега? По на фашизму, даже. И тоа веќе го гледаме. Меѓутоа, овде се работи за основни човекови права. Видите, 21 век сме. Но ова што го слушаме, да речеме, од соседните политики, личи на изјави кои
верувајте, ги имаме во 19. век. Така. Професоре, ни останува тие убави 20 минути кои сакаме тука да работиме темата 150 годишнината од шовинистичка политика кон Македонија. Имајќи факт, ви убаво кажавте дека му континуитет е денешниот настан, екс момент денеска и во иднина, и ми пречи кој ќе рече Македонија е коминтерска творба. А правиме на дигресија, односно правиме тој време по назад, читајќи историјата, читајќи вашите трудови, се спомнува еден великан, Анастас Коцаре, голем македонец, лобиста во кабинетот на Вудро Вилсон, кој се залагал за независна Македонија. И токму во кабинетот на големиот претседател во Америка направил голема кампања. Да се подсетиме, 909-10, се сеќавате кои имавме настани во Америка, Детройт, Чикаго, да не бројам места каде Пенсилванија и сетона. Како го толкувате? Дали Македонија е создадена од коминтерната, ве молам? Тоа е можеби најнебулозната теорија на негаторите на македонскиот народ. Во историјата, ако одиме наназад, македонскиот народ се спомнува во канцелариите на големи светски императори. Македонскиот народ се спомнува и во папската држава, како македонци кои се посебен народ од бугарите, србите, грците и другите на Балканот. Исто така, позната ни е тоа, значи, уште од 16 век. Во 1690 година, 689-90 година имаме царски декрети на Леополд, кој тоа е хабсбуршкиот монарх со неговото заштитно писмо за македонскиот народ. Го имаме обраќањето на Петар Велики до балканските народи во кои ги набројува македонците, ги повикува и ги подсетува да не заборавите вашите предци со многу помала војска ја победија персиската војска. Значи точно знае каква порака испраќа. Истото или слично да речеме се случува понатаму во документите и во книгите напишани, да речеме, во Велика Британија. Да не заборавам, за време на исто некаде 1750-тите години, Елисавета Петровна, руската царица, за незино време се формира и македонскиот полк, се формираат и села со име Македонија во царска Русија, во денешен Донбас во Украина, каде што поединците се водат како дел од македонската нација, така пишува. Истото е и со понатаму наоѓаме и во британските документи и доаѓаме сега до крајот на 19 и почетокот на 20 век, кога веќе во Соединетите Американски држави веќе 50 на години наназад живеат македонците. Соединетите Американски држави представувале пример на слободно изјаснување, што до тогаш не било познато во светот. И сите оние емигранти кои доаѓале од Македонија, кои се представувале во тие емигрантски бироа како македонци, тие се запишани како македонци без оглед од каде дошле од Балканот. И уште во 1911 година имаме каталог на јазици кои се зборуваат во Соединетите Американски држави и таму стои македонскиот јазик, без оглед на тоа дека уште не бил кодифициран. Да. Кодификацијата оди со државата. Но видете која е тоа слобода. Да се размислува и да се даде на сите, било од каде дошле, да се изјаснуваат она што навистина се чувствуваат. Да. Тоа е апсолутната слобода. Сега, го спомнавте Вудро Вилсон и неговата политика, која излегува од една претходна, да речем, шема америчка, а тоа е изолационизмот и немешањето во внатрешните работи на другите држави. Вудро Вилсон од пораките, односно од поуките од Првата светска војна, значи
прави една повелба за народите, каде што вели дека треба на секој народ да му се обезбеди слобода и да има и своја држава. А сето тоа го користат македонските авторитети, пред се оние кои биле во Швајцарија, затоа што најголемиот број на студенти и оние кои докторирале се во Швајцарија, и затоа таму има неколку здруженија на швајцарците, на македонските студенти во Швајцарија, и тие се обединиле во еден генерален совет на чело со Анастас Коцарев. Меѓутоа, Анастас Коцарев веќе е светски авторитет, а светските авторитети биле почитувани од Соединетите Американски држави. Тој во исто време бил професор и во Швајцарија и на Универзитетот Пенсилванија во Соединетите Американски држави. И пријател со Марија Кири, мислам. И тој соработувал со Марија Кири, и сознанијата од Марија Кири тој ги преточил во нешто што во тоа време било, да го наречам, светско чудо во науката, а тоа е диагностицирал за прв пат малигна клетка со рентген апаратите. И се стекнал со голема слава. Неговиот авторитет бил сосема доволен да може да комуницира со кабинетот на Вудро Вилсон, и да испрати повеќе писма и комуницирал со членовите на тој кабинет, каде што се барало во новото уредување светско, после Првата светска војна, на Париската мировна конференција, односно во Версај, да се предвиди и создавање на една посебна македонска држава. 1919 и всушност таа иницијатива била прифатена од председателот и од неговиот кабинет, односно званично од Соединетите Американски држави. И имаме во оваа книга докази за тоа од 4 извори. Првиот извор е самите американски документи, вториот извор е кореспонденцијата на нашите македонски здруженија, нели? Потоа третиот извор е весниците, најпознатите весници во Соединетите Американски држави, кои ја објавуваат можност за создавање на една посебна македонска држава со главен град Солун и така натаму, со 3 милиони жители, и дека тука може Америка да биде гарант на создавањето на таа македонска држава, и која ќе се повлече после 3 години после создавањето на институциите, за да на крај ги имаме и сознанијата и извештајот на известителните служби на Југословенската кралска војска, во која исто во извештајот го потврдува ова што до сега го кажува. Значи, од 4 извори се потврдува дека еден светски фактор, Соединетите Американски држави, се застапиле на мировната Парисна конференција, иако не можеле уште да се наметнат врз британците и французите, кои важеле за апсолутни победници во Првата светска војна и кои не сакале да нарушат ништо од она што нивните сојузници на Балканот го барале, но сепак, значи, тој документ кажува дека не само што Америка ги признавала македонците во Соединетите Американски држави, туку се застапила за една посебна држава. Така што паѓа во вода... Со главен град Солун. Со главен град Солун. Така што паѓа во вода и таа теорија дека македонците биле создадени од Коминтерната, но она што го спремам и за вториот том, благодарејќи на многу македонци од целиот свет кои ми испраќаат документи од архиви и библиотеки, се гледа дека, а и од тука и од Македонија колеги мои, се гледа дека прв кој декларативно ги признава македонците со една неверојатна студија како да сега тоа го правеле врвни македонски историчари,
Тоа е секретарот на Комунистичката партија на Грција. Значи, тој е првиот генерален секретар на Балканот за кого било недвосмислено дека македонците не само што постојат, туку имаат своја многу и голема историја и борбена историја. И тоа ќе го објавиме, тоа е еднаш објавено во 70-тите години во Македонија а во 23-та е објавено во грчкиот весник Ризоспастис. И таму има такви ставови што сега му позавидувам на, ми се чини Пулјо, се ви каже, малку грчките имиња не ми се вака лесно изговорливи. Вториот кој зборува за македонски народ во документи е бугарскиот секретар на Комунистичката партија уште 1924 година, Васил Коларов, и дури после се Коминтерната и последен кој ги признава македонците е Јосип Броз Тито, со некаде цврсти докази имаме негде 40-та година, 41-та година. Секоја чест ова што ни давте хронолошки во секој случај, пак врдовно за и околу денешниот настан, значи си има свој континуитет. Но следбениците на Тито, с кои сега да речам, менаџираат со една партија која има наследство преку 70 години, да бидам искрен, има секоја чест честни македонци кои припаѓаат во Социјалдемократскиот сојуз според днешниот СКМ, СКЈ, кои мервам дека се страмат од денешниот немакедонски начин на непочитување на светоста на тие млади македонци кои ги поставија темелите за македонската вистина, македонската држава. Па, да ви кажам, навистина е тажно кога гледаме такви понижувања, но повеќе сум одубеден дека многу бројно членство на таа партија е сепак честно и ќе изнајде начин да не сакам да се мешам во партиски работи. Да се ресетира, во секој случај мора да се ресетира. Но апелот е да се малку повеќе да се слуша науката. Токму тоа. А што е можно помалку мешање на политиката во науката? Зашто науката е изфрлена од страна на политичарите, а од лукративноста е априори над науката? Па, тоа треба повеќе нив да ги прашате искрено. Меѓутоа, во секој случај, тука се работи за некакви политички решенија кои на народот не му даваат гаранција дека нешто ќе оди на подобро. И народот затоа и така реагира и затоа не успе ниту референдумот. Знаете, против Европската Унија не се гласаше, туку се гласаше против таквите понижувања со кои требаше македонскиот народ да се согласи да влезе во Европската Унија. И тоа македонците го почувствуваа и го одбија. Докторе, и бројката покажуваше јасна порака, дека 666 е така ќе ја компарирам со тој најлошиот знак што не би сакал да го спомнам. Значи ништо и колку да се филуваат бројките, меѓутоа го знаете резултатот 666. Значи тоа е за нивната агенда во секој случај. Јас би се навртил ви замолил еден сублимат за денешната емисија, пак таа 150 годишнината шовинистичка политика за Македонија. Можете да не го апострофирате? Да, се би сакало позадина да оде и печатот и сето на што младите македонци во Солунта го организира, го има, поверите. Да, видете, значи секој народ има своја колективна меморија. Така. И сега кога се обидуваат институционално да ни наметнат некоја туѓа парадигма, народот повторно реагира свесно дека нешто се случува што не е во контекст на неговото битие. И така било и пред 150 години, кога за прв пат доаѓаат странските пропаганди на овие простори. И македонците природно реагираат. Кога
дошла на овие простори за прв пат бугарската пропаганда, таа се соочила со еден голем отпор од македонците и тоа за наша голема среќа го забележале и тоа најголемите пропагатори на Велико Бугарството, како што е Петко Рачов Славейков, кој најпрецизно кажува уште од 1871 година дека во Македонија, ако до пред 10 години вели, значи 1861, се смеевме на оние кои се чувствуваа за македонци, се во толкав број што ги загрозуваат, ја загрозуваат нашата кауза. Значи веќе вели толку многу се и толку се убедени дека се тие македонци, што ние ќе имаме во иднина големи проблеми со нив. Значи, парафразирам сега, но таму многу подетално е напишано и попрецизно, и тоа во нашата наука е прифатено како некаков почеток, иако било и претходно, ама званичен почеток на таа шовинистичка пропаганда. Значи, имаме на теренот македонци кои во својата колективна меморија знаеле дека се македонци, тоа го научиле од своите предци, знаеле дека се потомци на Филип и Александар, на Кирил и Методи, на Климент и Наум, на Самуил и на Крале Марко. Значи, тоа е во нивната колективна меморија. И наједнаш доаѓаат луѓе и викаат: не, вие сте од, не знам, од Крум, од Аспарух, од некои имиња кои за прв пат ги слушаат. Нешто што било многу далечно од нив. Значи, мораме да се спуштиме на нивото кое тие го размислувале. И веднаш доаѓа до судир меѓу овие две колективни мемории. И затоа никогаш тие македонци не се согласиле, и покрај тоа што руската држава била на страната на Бугарија, не успеале ниту авторитетите руски да им го нарушат тоа. Тие и понатаму пишувале на македонски јазик, правеле граматики на македонски јазик, востанија дигале за слобода на Македонија, и да не забораваме, ниту едно од овие востанија, Разловечко, Кресненско, Илинденско и НОП, не било за востанија за друга држава, освен за Македонија и за слобода на македонскиот народ и сите оние кои живеат во Македонија. Професоре, за крај една порака, само најтаксативно, со оглед дека се направена паралела 99-та се донесе некој контроверзен документ од тогашниот премиер, 2018 или 17-та, пардон, втор штетен документ. Како би го сублимирали вашата порака за се тоа, за вистината за Македонија? Па токму тие договори денес се агенда на оваа држава. И од тука доаѓа сите проблеми сега. Значи, подпишуваш нешто, а не ја вклучуваш науката. Туку вклучуваш некакви научници кои имаат некакви други интереси во сето тоа и кои по нарачка ќе го... Значи, не може да се преговара на ваков начин. Не може вака комисијата да работи. Сето ова е погрешно и не носи во се поголем ќорсак. Тоа е моето мислење. Професор, ви благодарам многу што бевте гости. Благодарам. Портите ви се отворени, максимално. Ова нека биде прв дел од нашиот разговор, толку сме лимитирани со време, но оставивте голем печат, како што македонците си има свој печат, македонската револуционна борба. Вашата борба за вистината за Македонија ќе биде натаму наша поддршка и наш предизвик да бидете дел од нашиот програм, секогаш. Се надевам дека ќе има ова било какво влијание не само врз народот, туку и врз политичарите. Благодарам уште денешка. Тоа беше Бранислав Светозарич, покорни професор доктор. Во овие 45 минути рековме дека временската рамка ни е таа, но портите се отворени, ние ќе продолжиме таму кај што застанавме, а вие продолжите и натаму да гледате програмата на вистинската телевизија Вистел. Утре вечер ве поканувам, ќе ми биде гостин неговата екселенција амбасадорот на Австрија, поранешно доктор Харалд Кочи, за кого не би сакал многу да зборам, останува
Да се гледаме до утре во 17:15. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.